Добро вечер, Скопје. Добро вечер, Македонијо. Добро вечер, драги мои пријатели. Еве сме вечерва пак заедно. Сплотени, единствени, орни и војни. Плоштадот Македонија е повторно полн ко око, со храбар и горд народ, со сила што се чувствува, со енергија што се шири. Да бидеме искрени, беше полн и пред една недела кога ВМРО ДПМН не организираше митинг. Ама има една голема разлика. Никола Груевски во саботата се надеваше, ама и се сомневаше. Посакуваше, ама никако не можеше да биде сигурен дека сите тие луѓе се дојдени затоа што го почитуваат, а не затоа што му се плашат. Затоа што искрено ги поддржуваат неговите политики, а не заради некаква лична корист. Ние сме опозиција. Ние не можеме никого ниту да наградиме, ниту да казниме. И затоа ти, Никола, во саботата посакуваше, а јас вечерва знам, ти се надеваше, а јас сум сигурен дека сите овие луѓе се дојдени тука не затоа што мораат, туку затоа што сакаат. Не по наредба, туку по собствен избор, по собствена желба и волја. А тоа е голема, тоа е огромна разлика. Кога си во опозиција во земја со ваква тоталитарна власт, со ваков полициски режим, секој човек што ќе застане јавно зад вас, секој ваш поддржувач, секој ваш глас вреди двојно, затоа што знаеш дека не е купен, затоа што знаеш дека не е изнуден, затоа што знаеш дека по цена на ризик и жртва е даден. Чист е ко солза, искрен, од душа и од срце, голем како планина. Минатата недела на овој плоштад имаше народ, ама имаше и послушништво, полтронство, страф, кариеризам, користолюбие. Вечерва овде е собрана храброста на Македонија. Овде е гордоста, искреноста, пожртвуваноста, вистинската волја и решеност. Ова со пари, Никола, не може да се купи. Ова со реклами и спотови не може да се покрие. Ова со сила, Никола, не може да се победи. Драги пријатели, има луѓе песимисти кои ми говорат. Точно е, народот се знае, се му е дојдено преку глава, ама многу е уплашен, страф му е да се изјасни. Па што народ би биле и каква држава заслужуваме да имаме ако им дозволиме така ефтино да не лажат и толку лесно да не плашат. Нека знаат сите кои така мислат, а посебно они од власта, кои на таа карта играат и на тоа се надеваат, дека многу грешат. Никој нека не го подценува македонскиот народ. Нема оваа генерација да биде подолу од претходните генерации македонци. Нема оваа генерација да се срами пред идните генерации македонци. Знае овој наш народ многу да истрпи, ама знае
и на вистински начин да возврати. Може овој народ многу да издржи, ама знае и тешко да казни. А нема поправедна, нема поголема, нема потешка казна од народната казна. Ги чека македонскиот човек своите 5 минути за одлука. Во само 5 минути, со само еден потек на својата рака, ќе им врати, ќе им наплати за сите понижувања и подценувања, за сите газења и страдања во овие 7 години. Народот е подготвен за крупна историска одлука, да сврти нова страница, да означи нов почеток, да покаже дека оваа наша слободарска, демократска, праведна, напредна Македонија е посилна, помоќна, побројна од нивната режимска, корумпирана, полтронска Македонија. Да покаже и докаже дека оваа нашата Македонија не е само по-добрата, туку дека е и победничката Македонија. Драги мои пријатели, драги мои политички соборци и сопатници, драги мои отпораши, стојам пред вас, се гледаме очи во очи и ве прашувам, дали сте подготвени, дали сте навистина спремни да ја водиме оваа битка, не за советнички паушали и градоначалнички фотели, не за општински тендери и комунални директори, не за лична корист и собствени привилегии, туку за нешто многу поголемо и позначајно, за доброто и иднината на овој народ и оваа земја. Ве прашувам, дали искрено, ама од дното на душата и со цело срце, верувате дека ова за што се бориме е вистинското, е правилно и праведно? Ве гледам и ве прашувам, дали сте навистина цврсто решени, со сета воља, со сета сила, со сета храброст и одлучност, оваа борба да ја водиме така, како што на почетокот се договоривме и се заколнавме, до крај, до конечна победа. Ве гледам и ве прашувам, дали вечерва и вашето срце бие и како моето, со сета жар за една единствена цел. Драги мои, ако сте навистина подготвени, ако навистина искрено и до крај верувате, ако навистина сте цврсто решени, јас ви тврдам, јас ви гарантирам дека нема сила што може да не запре, нема битка што не може да ја добиеме, нема победа што не можеме да извојуваме. Ако сме сплотени и единствени, ако газиме цврсто, рамо до рамо, ако сме решени заедно да одиме до крај, јас на 24 март вечерта не ги чекам резултатите, излегувам и барам предвремени парламентарни избори. Да ги дадат, не затоа што сакаат, туку затоа што ќе мораат. Отпорот продолжува. Со ова
порашка лада ќе ја изорам цела Македонија. Нема град, нема село, нема населено место што нема да ги поминам по 2 пати. И на крајот, со оваа наша отпорашка тупаница, ќе трокнеме, ќе треснеме на вратата на Илинденска безброј. Ќе им дојдеме не на гости, туку како вистински домаќини во своја куќа. Ова Македонија му припаѓа на овој наш народ и на никој друг. Ако народот сака избори, народот мора да добие избори. Ако народот сака поинаква Македонија, народот мора да добие поинаква Македонија. Ако народот сака, народот ќе победи. Народе македонски, победата доаѓа. Победата е пред тебе. Осмели се, одважи се, пружи рака. Земја, нашата победа за нашата Македонија.